Почитувани граѓани, почитувани медиуми, со празни фрижидери и празни джебови, граѓаните најдобро знаат за бајките на Мицкоски за трета економија во Европа. Секојдневието е сурово за народот. Цените поскапеа, стандардот паѓа, платите не мрдаат, а граѓаните имаат се помалку пари. Сада само уште пред 50 дена предложи конкретни мерки за заштита на стандардот на граѓаните на самиот почеток на кризата. Мицкоски не презеде ништо. Напротив, владата ја укина и мерката за намален ДДВ за дизелот, враќајќи го на 18%. Сега е веќе доцна. Цените порасна, а товарот го носат граѓаните. Народот плати за грешките на Мицкоски и цената допрва ќе се зголемува. Во мај се очекуваат нови предизвици. Прогнозите на Европската централна банка и Европската комисија се дека следува забавување на растот, висока инфлација и ризик од рецесија. Само Мицкоски понатаму живее во својот паралелен свет на бајки за трета економија во Европа. Граѓаните не живеат од бајки, тие ја живеат реалноста секој ден. Зеленчукот е поскапен за над 38%, овошјето за над 10%, а цените во земјоделството за 23%. Поскапени се месото, јајцата, зејтинот. Практично се е поскапено. Во исто време платите стагнираат и остануваат меѓу најниските во Европа. Мицкоски одби да ги покачи платите на работниците, одби 600 евра минимална плата. Мицкоски нема капацитет да води економска политика. Има капацитет само за својот приватен бизнис и за тендери. Човек со часовници од 60.000 евра или 150 минимални плати им кажува на граѓаните дека сме трета економија во Европа, ама дека најниските плати им се доволни. Какви апсурди! Во исто време кога економијата оди забрзано надолу. Инвестициите паднаа за над 60%. Компаниите отпуштаат над 1500 работници за само неколку месеци. Државата должи 180 милиони евра за поврат на ДДВ кон стопанството. Доста беа бајки. Доста е бранењето на бизнис интереси, потребни се мерки за граѓаните. СДСМ повторно бара итни мерки. Замрзнување на цените на основните производи, намалување на ДДВ за храна и енергија, директна помош за ранливите категории, мерки за зачувување на работните места. Економијата не е статистика, туку живот на секој граѓанин. Ви благодарам.